Рамна нива е караулата на која на 11 март 1992 година за прв пат гордо било кренато македонското знаме, откако припадниците на резервниот состав ги превземале првите гранични линии, караулите Рамна нива, Деве Баир и Коприва, со што бил заокружен процесот на сувереност на државата и бил поставен камен темелникот на создавање на АРМ. Македонското знаме на караулата го развиорил Драги Митовски, кој тоа го стори и денес, четврт век подоцна. Знамето што пред четврт век се крена тука на Рамна нива представува недвосмислена и јасна порака дека ова е суверена и независна држава, држава која е миролюбива и отворена, порача во говорот председателот на Република Македонија и врховен командант на армијата Ѓорѓе Иванов на одбележувањето на 25 годишнината од превземањето на караулата. Држава која е миролюбива и отворена за соработка со сите добронамерници, но истовремено држава со своја собствена армија која е подготвена по секоја цена да ги штити територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. И денес, како и пред четврт век, се соочуваме со предизвици, но и денес, како и пред четврт век, ја имаме армијата на Република Македонија, која е заштитник од заканите, гордост на граѓаните и надеж за мир во земјата. Армијата, според Иванов, даде голем придонес во исполнувањето на високите стандарди на полето на одбраната, што според него се докажа со успешното справување со заканата за илегална имиграција на нашата јужна граница. Од своето самостојување до денес, Република Македонија води политика и гради систем што ќе овозможи нејзина целосна евроатлантска интеграција во согласност со нејзините интереси, потреби и можности. Трансформацијата и модернизацијата на одбранбениот систем представуваат наша цврста определба и обврска кои покрај некои објективни потешкоти успешно се реализираат. На настанот покрај председателот Иванов присуствуваа и началникот на генералштабот на армијата, генерал подполковник Методија Величковски, генерали на командата на резервниот состав КРС, на Здружената оперативна команда, председателот на ОРОР, представници на Министерствата за одбрана, МВР и локални власти. Ова е датум кој ќе остане трајно запишан со златни букви во македонската историја, порачаа говорниците, а таквите датуми се според нив завет да се работи посветено за идеалите и постигнатите цели. Наша обврска е да ја оправдаме високата доверба преку напорно работење во служба на интересите на државата, негување на високите армиски вредности и на тамошниот развој на оперативните способности на резервните сили. Во тие моменти, припадниците резервисти, врз кои падна главниот товар во процесот на создавањето на македонската армија и во споставувањето контрола на границите, а со тоа и на целата нејзина територија, покажаа завидна умешност и храброст да им се одолее на заканите, притисоците и искушенијата на патот на остварувањето на многовековниот сон на македонскиот народ да се биде свој на своето. Припадниците на резервните сили представуваат линк помеѓу армијата и цивилните структури. Тие придонесуваат за изградба и одржување на една здрава, безбедносна околина и особено се важни за справување со модерните безбедносни предизвици. 60-мината припадници на резервниот состав од Крива Паланка се првите бранители на Република Македонија, кои без војна и човечки жртви ги превземаа караулите. И денес, по 25 години, символично изведоа 7-километарски марш од Коприва преку Деве Баир до Рамна нива. На свеченоста беа доделени и стимулативни мерки за припадници на единицата со остварени резултати во работата, а им беше одадена почит и на загинатите борци за слобода на Македонија и загинатите припадници на армијата.